При подготовка на буџетот за 2018 година, сегашната влада немаше многу простор за иновативност, за некои порадикални промени, прво заради времето, кој што стоеше на располагање, тоа беше летниот период за подготовка на буџетот за 2018 година. Тоа е едно. Треба да се има во вид дека има некои така наречени недискрецијски расходи во буџетот кои што треба да се задоволат. Тоа се социјалните трансфери, тоа се платите за јавната администрација, каде што немате простор за некои нагли промени во краток временски период и тие едноставно морат средства да се предвидат. Понатаму некои проекти се во тек, започнато финансирање пред се на автопатите и други капитални проекти, кои што не може да прекинат. И од тука по инерција, барем овој буџет, на расходната страна има толку висок обем на средства. Сега прашање е прво реалноста на проектирање на приходите, што зависи од предвидениот раст или тоа дали ќе се оствари растот на бруто домашниот производ, финансиската дисциплина која што ќе видиме дали ќе биде задржана како во изминатиот период, а на страната на расходите една неизвестност е колку се подготвени буџетските корисници за трошење на средствата, за реализација на проектите и програмите кои што се во овој буџетот. Имено, сега да судиме дали е ваков или онаков буџетот и така натаму, најверојатно ќе имаме повеќе простор за некој нареден буџет, да речеме за буџетот наредната година.